Добро вечер, повелете. Република Македонија. Добро вечер. Село Вранче, Прилепско. Повелете, ве слушам. Само телевизорот, ве молам, исклучете го тонот од вашите. Намален, Јанко, намален. Ние телевизор имаме Руди Чаевац, старите. О, браво. Со ламба. Јас истиот се најдувам како Дурловски во истиот кош. Јас сум осуден како македонец од Република Македонија. Значи, комплетно од негова страна сум комплетно исто како да сум ја осуден. Со моите дедеца и мојата жена. Значи, тоа е тоа. Беше зборов друго. Јас, Игор Друловски, го гледам со плавите очи. Кешто така нажалено, крвави очи, комплетно разочаран, очаен, како македонец, христијанин, независно, значи што како. Друловски е наш човек, македонец пред се македонец, кој што си ја сака земјата Република Македонија. Јас сум од негова страна. Во врска со матка, како што кажуваше гледачот тамо, риболов е едно друго. Јас потекнувам од реките на Црна, од таа страна, од Пелагонискиот крај. Нека дојдат тие од Сарај, нека наплат платформи кај нас там во селото мое имаме, значи 2 канали кај што има риба, кај што ќе донеса холаѓани, англичани, французи, белгици и ред други работи. Значи мојата. Ало? Ало? Да, продолжете, зборите, ве слушам, застанате. Значи, од Треска се влива доле према Црна, од Црна доваѓа канали, нека дојда тамо, нека наплат платформи и ние овчарите тамо ќе видиме горди, сирење ќе посираме, кокошкини јајца, од коза млеко, од овца млеко и ред други работи. Еве ти, на Google, гледам тука на мапа, Пелагонија, село Вранче, под Солунска глава сме, имаме притоки, поле, може се и свашто да правим. Еве, пак да те ставиме на мапата. Да. Село Вранче, Пелагонија. Село Вранче, замна пошта Долна 97-504. Ти благодарам за јавувањето, шарманте си стварно. Биди ми поздравен, лека ноќи. Нека дојда таму, стварно, Јанко, ја имам 10 хектари земја од мојот дедо од 1317 година. И сирење ќе ми донесам, значи што кажам, некни тепано, пијано сирење, ќе го доставам, еве го Google. Благодарам многу. Поздрав до тебе. Лека ноќи и пријатно. Чувај тамо некоја парче земја. Се мислам ја, нели, кој ќе се пензионирам, немам што да правам више у градов. Треба некој, ми треба негде кај леја со патлиџани, ми фали. Стварно ми недостасува. Селјо сум и јас. У Битуше е високо, нели, прекрасно е Битуше, ама не сум ја, сакам по-рамно. Да го преселам негде Битуше, сакам, Битуше 2 би направил така, негде на по-рамно. Бидејќи не сум у форма, битушани се луѓе, топ, здрави, по угорница на угоре, удоле да идеш, па она киселецон, па она вода на милина, прездраво е тоа за мене. Ја некоја рамница и битушкава мијачка идеја негде кај во Пелагонија да ја продолжиме. Македонија не е само мијачијата, Македонија е Македонија. Кај да сум, тука да сум. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сега да ви кажам за рамнината или за нешто друго? Зашо сакате, слободно? Затоа што секој муабет носи муабет. Значи, смислата е у ситните работи. Ќе се замислиме да се јавиме заедно, предходниот гледач ќе каже друго, предходниот трето. Денеска е отворена тема и секој може да збори за што. Во право сте, или кога ќе дадеме тема, фокусирани сме, ама сега се распленуваме. Па слободно идете кај сакате. Тука се гледа можноста на мозокот. Дали ќе може да се снајде во таа ширина, нели некој се плаши од лифтови, некој се плаши од висина, а некој па сака да оди на рамница. Сега пред малце што кажевте. Браво. Повели. Мислата и за македонецот, дали ќе сака да живее во Македонија или во Европа,
Така? Ајде да ја почнеме на тој начин. Што кажал Александар? Кој е за него светот? Дали е Македонија или цел свет негова држава? И сега гледаме ние со која големина ние сега треба да се избориме за да си го врземе синџирот, што се вика ланецот на историјата. Што не ни го даваат другите, затоа што живееме во постримско царство. Само, ајде, наместо да ви кажам за Матка или за Стојан Андов, сакам само едно да потенцирам што сите го гледаме у книжарите. Да? Има сликовници. Добро. За деца. Што се вика некои вид историски сликовници, кај што пишува Вавилонско царство, Индиско Дай ми крупен царство, кадар, режија. Астешко царство, после тоа има Римско, Грчко, Египетско. Дали некој некаде видел Македонско царство? Не. Да се продава? Не. Зошто не се продава Македонско царство? Затоа што живееме во векот, уствари не во векот, туку во вториот милениум на тие што го поробиле Македонското царство. И тука веќе доаѓаме до нати го, дај ми го, дали сме ние, сите се против нас или ние сме нај-нај. Ние треба само да научиме, дека треба да учиме и да знаеме кои сме и шо сме. Џони, јас се извинувам. Не да победуваме. Малце мајтап. Да, кажи. Да не ја омаловажувам книгава, па да ја наречам сликовница, ама најблиску до тоа. Еве ти книга, Македонска империја. Сакаш примерок бесплатен, јас ке ти подарам, дојди во телевизијава, значи имаш за Македонската империја, кога била, каде била, кои се кралевите, кај се проширувала, значи ова се историско, археолошки факти, податоци, цртежи, нема овдека, како да кажам, керефеки ми се видело, ми се причинило. Ова е она што е општо познато од Македонската империја. А тоа што го викаш во мейнстрим науката и нели го нема, тоа е точно, многу добро си го перцепирал, дека живееме токму во цивилизација која поразиле Македонската империја. Еве ја чизмата, како што сега покажа претходната страница што гледам, оти дали тонот се на истовременска разлика. Чизмата е таа од кај што дошле римјаните, но што направиле, што оставиле, тоа е само историски факти се. Тука и Картагина, тука и Врати ми го човекот да го слушам. Значи, смислата ни е друга на нас. Не може ние цело време да мислиме дека треба да победиме или треба нешто да направиме. Не, треба да видиме како ќе живееме, па дури и да не снема со дигната глава. Со чело дигнато на тие од Европа, да им кажеме дека ние сме цивилизација за нив. Ако сме биле и ќе бидеме и сега. Значи, у моментот кај нас не се дешаваат никакви глупости што можело да се замислат во среден век или во друг век или после Втора светска војна, или сега замислете у Грција што се дешаваат некои работи, кај нас ги нема. Они за себе ова викаат, точно ова е Македонија. Ова е Македонското царство по битката кај Херонеја. Но све е ова еленска култура, Грција, ова е све грчко. Граѓански војни, нивни и така натаму. После договорот од Преспа, сега да не се лажеме, тоа е тоа. Како официјално? Значи, ова не се поврзува со македонци, ова се поврзува со грци, као нивна грчка историја, а не македонска на македонци. Македонија како империја, да, али немало тоа врска со... Јанко, не правам проблем за тоа. Не, ти кажам како е сега, како е мейнстрим. Нема проблем. Да. И нема проблем тоа. Веднаш може тоа да се разобличи. Дури и да го сакаме Гане, и да го сакаме Блаже Коневски или некој друг, оние знаеле смислата. Смислата е во јазикот. Гркот го нема јазикот на кој што може да си ги објасни историските факти. Гркот не знае што значат неговите богови. Гркот не знае се додека ти не му објасниш. И кога ќе му објасниш, он како бугарот ќе каже не е точно. Зошто не е точно? Затоа што он така не размислува. Смислата е што ние сме друг тип на народ, во јазикот на нас ние и нацијата, и националноста, и етникумот, све ние у јазикот. По нашиот јазик може до Владивосток да се разберат. Тоа е заслуга на русите.
али во јазикот на македонецот стои кодот на нашата империја. Тука е смислата. Значи, да не забегуваме сега, да не правиме, точно, ние мора да учиме што кажува меинстримот, но јас сакам меѓу нас, како луѓе, да се поштуваме и да знаеме кои сме и шо сме. Да не го должам многу. Пред малце човек го збореше за Игор Дурловски. Каже убави зборови, све. Но, видете една патетика и малце дефетизам, како да кажеме, гледате латински зборови. Смислата што човекот рече, вика, ронеше горки солзи, за овој народ не вреди. Абе, другарче, господине, како да му кажем на тој човек? Па за народот вреди. Значи, дали Оригански ќе му каже лошо или не? Дај да не се фаќаме за ситници. Гледајте ја суштината на големината на народот. Значи, вреди секоја жртва за народот. Дури да е за циган, за ром, за албанец, за македонец. Вреди. Вреди за секој човек вреди. На нас ни е цело време уговорот тоа за кого бе ти плачеш, за кого работиш, не е оваа држава, не бива, ајде да си одиме од тука. Па идете бе, да видам кај ќе одите. Секој втор што оди на страна. Абе, вика, се има, вика, све, ама нема дома. Не те гледа како човек, не те гледа како ништо, те гледа само како работна сила. Никој нема ништо да ти даде. Јас имам пријатели кои што се у Сорбона. Точно, уживаат во научен стил. Но зошто он секој ден со мене разговара на Фейсбук? Да си слушне нешто свое. Нема проблем. Секоја тема може да си има поенти и секој работи, но сакам, еве, преку твојата емисија на луѓето и претходно си имам јавено за некои работи, давам поенти, но луѓе, земете, учете и свестете се дека стварно треба да си живеете за себе и за Македонија. Не да победуваме комши или нешто друго. Ке ни се смени името, еве го, Северна Македонија. Да, нема проблем. Големата грешка што ни се смени внатрешна употреба. Тоа е како некој дома да ти каже, сега ќе те викат господја татко. Ајде, нема проблем, заради комшивката, господја татко ќе ме викаат. Значи, све траеме ние. Зошто траеме? Тоа ни е у генот. Од војната ништо не се придобива. Тука има веќе една друга поента, дека ние сме народ во изумирање. Ние сме имале процвет со самиот Александар и 2500 години нас не тепаат, да не снема и пак не има. Што може би стварно нас и никош нема да може да не снема. Не и се, те сваќам и да тебе не ти е секојаш лесно, затоа што треба да направиш емисија, тема има, нема, се знаеме, мислам се слушаме 5 години, 15 години што се вика, овие теми си ги расправили со Васил Илјов и со разни други, и сега си во добра телевизија, значи независно дали помина од Скај, од тамо, од вамо, стигна до тука. Смислата е што ако сакаме да бидеме луѓе, треба да се цениме и да го почитуваме тој до нас. Значи не живееме сами за себе, живееме за себе покрај други. А тоа што сила Бога не моли, што мора да ја слушаме Америка, знам дека ти си проамерички, но знаеш дека тоа го правиш ради економијата, ради бизнесот и среденоста на таа држава. Но и самата Америка е 4ти степен на постремско царство. Бизнисот што се работи е дојден од Англија, Англија е дојден од Франкфурт, Франкфурт е дојден од свето од Рим, а Рим тоа го земал кога направил раздели па владај од Македонија. И сега само може со италијанците да се направиме едно братско стебло и да си кажеме па ние сме ист народ. Ја е пријатно. Сите ќе бидеме ист народ. Тука ми е смислата само да се даде позитивен смисол за сите нас. И со матка ќе се среди. Господинот што кажа за матка е тоа точно, дека треба да има заштитна зона. А тоа дали нашите другари албанци си прават точно, тоа е смислата на непочитување на законите и нивно неспроведување целосно. Ќе завршам барем со тоа мојата струка, што е друг пат ќе се јавам за кривичните работи или за граѓанските, затоа што сум јас правник по професија. Не се плашат луѓето од зголемување на казните. Немој да мисли некој дека ако направат 10 години, 20 години за платформи или за нешто, ќе се плаши некој. Луѓето се плашат само
од целосно спроведување на казните. Стриктно, независно и спрема сите. Тоа било потврдено у Русија кога имало за пиење водка смртна казна, па пак сите продолжили да пијат. Не се спроведувало. Да знаеме и за кај нас, од сообраќајен прекршок до крај. Ако знаеш дека ќе бидеш фатен, за 70 до 80% ќе се намали криминалитетот. Така е во Европа, затоа што вика, не гледај кој те гледа, знај дека си виден. Значи, обавезно ќе бидеш казнет. Затоа и ние, или албанци, или роми, кога одат у Швајцарија, почитуваат правила. Еднаш ако сгрешат, више никош не греши. Затоа што го казнува, на лице место го казнува. Затоа ви викам, ако вие мислите дека треба тоа со сила, убавина да биде, не. Треба самите ние да си ставиме прст на чело и да знаеме што си правиме. А со матка ќе се среди, ќе видите на каков начин, затоа што лошото е што се стават во политичка игра. Не треба све да се стави во политичка игра. Некои работи треба, значи градот да си живее, ова да си правиме, она да си правиме. Не може закон за образование политичка игра. ДУП политичка игра. А не се договара се. Се договара само главните работи кои што ќе бидат. Али тука е дека сега да превршам да не ти одзема време, ние немаме стратегија што ќе правиме за 5, 10, 20 години. Тука е моментот што ние тие политички игри ги правиме цело време на дневно ниво и се трошат и време. Еве го. Секој ден ти правиш дневно политички играри на зборови и луѓето цело време мислат дека ќе решат. Не. Не се решава тоа на тој начин. Да се надевам дека на некој ќе му текне тоа да го среди, а најмногу на нас, како гласачи, да знаеме зошто гласаме, зошто бойкотираме и зошто не гласаме. Треба да сватиме дека ние треба да имаме проактивни. Децата во Америка на второ деление ги учат дека треба да одат на гласање, а не да му се става вакцина. Што се вика кај нас, за вакцина не те пуштат на школа, а кај нив, ако татко му и мајка му не отишла на гласање, има минус. И он им оди им кажува, мамо, ако не одиш на гласање, јас нема да добијам тој и тој и тоа, спрема тој и тој. Треба да сватиме, ако сакаме демократија, плурализам и парламентарен систем, треба да излегуваме на гласање. Ти благодарам што ме слушаш. Ти благодарам за јавувањево. Без тема, но со повод, така се викаше тоа едно време. Ти благодарам и на поклон од книгата, се надевам дека конечно ќе се видиме лице у лице. Ќе дојдам, па ќе ти кажам, преку Facebook се знаеме, нема проблем. Благодарам многу за вашето јавување. Примерок од книгата, вие или било кој сака да добие, може да дојде овдека во работно време, во просториите на нашата телевизија и ќе добие бесплатен примерок од книгата.